Добро вечер, 24 анализа, добре дојдовте. Мешање на извршната во судската власт, финансиска зависност, немање никаков прогрес. Вака Европската комисија ја нотира состојбата во македонското правосудство. Иако на ова се додаде дека Македонија ги проби речиси сите рокови за испорачување на законите од реформската агенда, додека пак премиерот Христијан Мицковски чувствува мачнина, како што вели од одредени судии и јавни обвинители. А опозицијата, односно нејзиниот лидерот на опозицијската СДСМ, која што со контраверзните измени на кривичниот законник ги амнестираше речиси сите обвинети од СЈО, обвинува за партизирано судство, како граѓаните да веруваат во правда во Македонија. Му останува само пред да влизат во судница, евентуално да се помолат. И додека власти и опозицијата се расправаат, кој е повеќе виновен за состојбата во која што се наоѓа македонското правосудство, а Брисел бара промени, реформи сега и веднаш, цела Македонија очекува правда за катастрофата во Кучани од судското ручиште кое што стартуваше. Како држава со оценка 0 од Брисел, во секторот правосудство ќе ја испорача. За сите овие дилеми, обвинувања и правни тези, за сите оние пораки од Брисел, меѓутоа и дома, вечерва дебатираме во 24 анализа. Јас сум Душица Мрќа, а вечерва мои гости Ален Деребан, заменик министер за правда. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, ви благодарам на поканата, добре ве најдов. Благодарам што прифативте. Снежана Калевска-Ванчева, председател на Комисијата за правни прашања во СДСМ. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Благодарам што прифативте. Ви благодарам на двајцата што вечерва одвоивте време да подискутираме за она некако што изминатиот период е многу актуелно и на дневно ниво во Македонија, особено на оние стрели кои што меѓусебно си ги праќа извршната власт со судската власт, меѓутоа и сето она што ја чека Македонија. Сепак ќе стартувам со она што денеска е најактуелно. Господин Деребан, предлогот на премиерот Христијан Мицковски за пополнување на испразнетите места по локалните избори за прв вице-премиер и министер за евроинтеграција, согласно рокадите, и за министер за животна средина стигна во собранието, но и предлог за разрешување за Орхан Муртазани, бидејќи Сали го превзема неговото место како вице-премиер и министер за евроинтеграција, си нели во однос да не се зголеми бројот да остане оној договор што вели премиерот. Зошто разрешување? Не кеше Муртазани оставка си поднесе? Прво, на погрешно место ви е адресирано прашањето, мора да ви дадам забелешка на тоа. Не сум јас тој кој што треба да одговори, затоа што не сум во процесите вклучен во преговорите за конкретното прашање, конкретното именување, меѓутоа не дека станува збор за било какво разрешување. Предпоставувам дека ќе бидете во брзо време запознаени со новите кадровски решенија, Па тие веќе стигна, официјално влегува во собранието. Но и по однос на конкретно посоченото. Па добро. Дел сте од владата? Дел сум во владата, меѓутоа Од Централниот комитет на ВМРО ДПМН. Точно така, меѓутоа на повисоко ниво се водат тие преговори и не учествувам во. Големата реконструкција за најавена за нова година на владата, односно тоа промена што ја најави, мислам дека на роденденот на ВМРО ДПМН вашиот лидер, сега се најавува за некаде напролет, по нова година. Има многу информации, за сега ништо официјално. Ќе бидете ли нов министер за правда, бидејќи информациите се дека ќе биде веќе фиксна смената на Игор Филков? Јас немам такви информации, ни по однос на смената на министерот Филков, ни по однос дека јас би бил потенцијален кандидат. Меѓутоа, тие оставам се станува збор, не би сакал да коментирам било какви шпекулации. За сега не сте добиле никаква понуда? Не сум добил. И Сали Хоџа беа дел од владите на СДСМ. Сали беше министер во владата на Димитар Ковачевски, Хоџа беше портпарол и во владата на Зоран Заев и во владата на Димитар Ковачевски. Ќе го гласате ли? Ќе го гласат ли пратениците на СДСМ? Тоа е прашање на кој што јас не можам да дадам директен одговор. Дали
ќе го поддржат ќе ги поддржат ваквите решенија за реконструкција пратениците на СДС, ма тоа се одлучува нели во тесното раководство заедно со пратеничката група. Никогаш знаете како е, ако може да сте биле дел од заедничка коалиција заедно во влада, но тоа не значи дека блок или за било кој блок ја има поддршката секогаш, така да останува да видиме како понатаму ќе се Да, ма логично ако биле добри кога биле дел од владата на СДСМ, да бидат и сега добри како кадри. Знаете, мислам, не секогаш поврзано тоа прашање со тоа колку биле добри или колку не биле добри. Тука има многу други фактори кои што можат на крајот да доведат до друг резултат, но сепак на тоа прашање ќе го добиете одговорот од пратениците, пратеничката група и претседателот. Утре продолжува процесот за Кучани. Едно ручиште, второто ручиште беше одложено, третото се откажа. Конечно, утре се надевам дека ќе дојдеме до моментот обвинетите да се изјаснат дали се виновни или невини, бидејќи такво нешто до сега не се случи, односно процесот заврши суштински со ововидните зборови на обвинителството. Родителите на саботниот марш кажаа дека одложувањето е уште еден удар врз нив и дека уште една пауза, како што велаш, тоа продлабочува нивната болка. 38 обвинети, 35 физички, 3 правни лица, многу адвокати, гломазно обвинение во кое што обвинителството тврди дека ќе покаже верига, односно верижни действија кои што дозволиле во изминатите 30 години со непостапување и со постапување на одредени функционери, институции и така натаму да се стигна до кобниот 16 март каде што загинаа 63 деца и над 200 беа повредени. Миреван, очекувате ли правда? Очекувам правда, очекувам одговори кои ние ги должиме на јавноста. Меѓутоа, најповеќе од се очекуваме правдата која што им ја должиме на родителите, на семејствата од жртвите и секако на сите повредени во таа трагична несреќа. Кажавте дека станува збор за гломазен процес со дури 38 обвинети, не е едноставно да се водат такви кривични постапки. Меѓутоа, очекуваме еден транспарентен процес во една правична постапка, каде што ќе се почитуваат начелата на Законот за кривична постапка и нема да има изигрување на законите или било какви злоупотреби на таа постапка и очекувам дека на крај правдата ќе ја испорача судот. Да, ма и веќе на стартот имаме две одложувања. Едно откажано рушиште, едното одложено. Видите, не би сакал да коментирам конкретната постапка, бидејќи сум дел од извршната власт и секакво било коментирање на таа постапка од моја страна може да биде сватено во погрешна конотација и дополнително може да биде искористено и во понатамошни постапки, евентуално после завршување на постапката пред Европскиот суд за човекови права. Меѓутоа, од искуство како адвокат се соочуваме со такви проблеми во многу помалку сложени кривични предмети, каде што во конкретниот случај треба да се обезбеди присуството на сите странки, ќе треба да се изведуваат материјални, вербални докази. Кажавте дека се одржани воведните говори, воведните обраќања и на обвинителството и на одбраната, па очекувам во понатамошниот тек на високо ниво да се одвиваат целиот тој процес. Не гледам дека има за сега било каков недостаток или било какви злоупотреби, ќе повторам, на постапката. Меѓутоа, ќе кажам уште еднаш, станува збор за голем предмет со многу докази, многу вербални материјални докази кои што ќе треба да се изведуваат, па ќе треба многу поголема голема спремност и за судот, судечкиот судија кој што ќе води таа постапка. Одбраната уште ги чекаме воведните зборови и изјаснувањето на вина, бидејќи минатото ручиште помина во процедурални забелешки дали да се спои обвинението или да не се спои, така натаму да не го прескажам сега процесот. А ние во оваа држава го памтиме гломазни процеси. Змиско око е еклатантен пример на гломазен процес во кој што доека тој траеше пола од обвинетите и почина, овде сите ветуваат брза и реална правда, но и правичност. Ја очекувате ли?
со оглед на сето тоа како се водеше целиот тој процес? Знаете што, навистина ние како држава се соочуваме во овие години и пол дена со трагедија и последици кои што се незапамтени во нашата држава. Секако вакви трагедии се случувале и за жал ќе се случуваат и во други држави, но ние се соочевме со една навистина страшна трагедија. Разбирлив е револтот на родителите, нивната тага и болка е огромна и ништо не може да надомести. Апсолутно ништо. Но она што мораме како држава, да одговориме е тоа да најдеме сили да се обезбеди навистина правдата да излезе на виделина и да секој оној што навистина има одговорност одговара согласно законот и согласно действијата кои што ги превзел или не ги превзел, а се во корелација со кривично-правниот настан со такви страшни последици. Но проблемот каде е тука поголем и зошто е недовербата и револтот, кажавте дека повторно се очекува брза правда. Знаете, точно е тоа, ние правниците велиме спората правда е равна на неправда, но мораме да бидеме објективни и да сватиме дека во едни вакви процеси со 38, ја рековте 35 физички лица обвинети и 3 правни лица, секој има свој бранител. Обвинетиот може да има и 23, значи тоа е негово право. Законот за кривична постапка мора да се испочитува и мора да биде дадено еднаква можност и на обвинетите, и на оштетените, значи на сите во постапката да можат да го кажат своето, да ги изнесат своите аргументи. Оттаму, значи, невозможно е да се очекува и не знам што се очекува по тоа брза. Ова што тече, тоа е започнатиот процес е согласно законот за кривична постапка. Но јас само ќе кажам дека за сето ова, за ваквиот негативен набој и за недовербата во суството, па делумно и за протестите кои што продолжуваат од страна на родителите, од страна на засегнатите, има своја одговорност извршната власт, особено ќе истакнам премиерот, бидејќи се подигна лествицата, значи на недовербата, бидејќи кога првиот човек на владата, премиерот, искажува таква недоверба и директно со прст покажува воопшто кон целото правосудство, тогаш што можеме да очекуваме во една ваква ситуација од родителите? Како на тие погинати или повредени деца, како тие да веруваат во правдата и како да сватат дека едноставно тоа е процес кој што ќе трае, зашто ќе трае и години, бидејќи само до донесувањето на првостепената постапка, знаете, има на пат кој што треба да се изоди за да имаме вистинска пресуда. Ако сакаме да имаме вистинска правда, а каде е правото на жалба, што е загарантирано, па треба апелација и така натаму. Така да дополнително имаме и сега два процеси отворени, една истрага за полициските службеници, една предистрага за инспекторите на УЈП. Кои што уште се далеко од обвинение. Тие се далеко од обвинение, уште по она што обвинителот до крај на месецов треба да стигне обвинението за едните, за полицајците. Ќе видиме, треба да стигне, па треба да стане правосилно тоа обвинение. Знаете, тоа се фази кои што не можете да ги прескокнете, затоа што правите битна повреда на постапката, ако ги повредите и тогаш фактички во никој случај не можете да дојдете до правдата. Тоа е сега друго е прашањето зошто и како се одвива со едно обвинение, зашто се сите со едно обвинение офатени.
дали ќе требаше да биде раздвоена постапката. Тоа е веќе нешто сосема друго и за друга дискусија, според мене. Видите, јас мислам дека ние требаше имаме да политичка другачи. одговорност и треба малце да се воздржиме од било какви собирање политички поени по однос, особено по однос на овој конкретен процес и во однос на преюдицирање на тоа колку време би траела кривичната постапка и по однос на било какво друго коментирање и на обвиненијата, затоа што ние не сме обвинителство, се верувам дека обвинителството го сработило предметот онака како што треба, меѓутоа било какво наше коментирање во понатомошните процеси од овој предмет може да наштети на водењето на целата таа постапка. И мислам дека како дел од политичката фела, да кажем, ние имаме обврска да се воздржиме од коментирање на било какви действија во овој процес. И да го оставиме судот и обвинителството да продолжат да работат понатаму. И секако треба тоа да се направи, но за жал, значи од самиот почеток доби некоја друга конотација, што не смееше, и се надевам дека понатаму навистина процесот ќе се одвива согласно постапката и дека судството согласно своите законски надлежности ќе си заврши работата онака како што треба. Па, господин Дирбан, премиерот не се согласува со вас дека обвинителството баш добро. Сега вие рековте во конкретниот предмет, се надевам дека се сработила работата. Последната изјава на премиерот за републичкиот јавен обвинител е дека ја пропуштил шансата, а тој ја доби шансата, нели, кога се случи, за жал којчани. И дека е разочаран бидејќи не ја искористил шансата. Кога ќе продолжи постапката за разрешување на Љупчо Куцевски? Прво вака јас да не ми извадите од контекст, зборував за конкретниот предмет и кажав дека се надевам дека си ја има сработено работата. Јас немам увид во списите на предметот. Јас цитирав дека се надевате. Да, меѓутоа постапката за разрешување на јавниот обвинител не е завршена, ниту е повлечен предлогот од Министерството за правда за негово разрешување. Предметот се наоѓа во владата и владата нема законски рок во кој што треба да го достави истиот до Собранието на Република Македонија, меѓутоа, после поднесување на предлогот и добивањето на мислењето од Советот за јавни обвинители, за жал се случи трагичниот настан и поради тие причини беше прекината целата таа постапка за да не наштети на истрагата и предистражната и истражната постапка, потоа следуваше изборниот процес, така што одлука на владата е во иднина во кој момент ја продолжи таа постапка. Ама ќе продолжите таа постапка од почеток нема да биде, така? Нема да биде од почеток, таа постапка не е завршена и предлогот не е повлечен, уште е во владина процедура. За сега нема политичка одлука, претпоставувам, кога ќе биде доставен до Собранието. Точно. Знаете што, дали може само еден коментар? Па потоа. Апсолутно се согласувам дека тоа е одлука на владата, нема законски рок кога може и кога треба тоа да биде направено. Но јас само би скоментирала дека и ваквиот однос е форма на притисок, бидејќи вие сте отпочнале постапка, значи па ја ставате во мирување на некој начин и никој не знае кога ќе продолжи таа постапка. Во меѓувреме обвинителот ја работи својата работа согласно законот, ја извршува својата функција. Значи, дали тоа не е еден вид на притисок? Апсолутно. Бидејќи, еве ставете се вие на местото на обвинителот. Не навлегувам дали е оправдано, неоправдано, на крајот на криштата се досега си беше согласно закон. Тоа се ингеренција владата, тоа може да го направи и може да биде разрешен. Но, да помине толку време и се уште да не се знае како и дали воопшто ќе биде разрешен,
ќе биде разрешен, па ќе видиме, сега не е моментот, сега е кочани, па сега се избори, па и вие изборите помина. И се уште нема одговор. А тој обвинител треба да работи, треба да има довербата прво во обвинителството, па неговата доверба се нарушува со самиот факт што премиерот вели дека треба да биде разрешен и што е покрената постапка. Ако навистина треба да биде разрешен покрената постапка, таа постапка треба да биде завршена. Ако не, тогаш тоа треба да се затвори и да се каже дека се отворила постапка, но сепак се оценува во меѓувреме дека нема потреба од такво нешто. Ова не личи на ништо. Тоа е своевиден притисок од големи размери. Затоа што тој е првиот човек на обвинителството. Сите други обвинители, целата јавна обвинителска служба се под него, знаете принципот на субординација и хиерархија дека е во обвинителството број 1. Апсолутно не би се сложил со Добро. изнесеното од вас, нема тука никаков притисок, за разлика од претходните влади, меѓу кои вашата која веднаш после промената на власта пристапи кон разрешување на јавниот обвинител. Ние баш со таа цел да не бидеме нападнати дека вршиме било какво влијание на извршната во судската, во јавно-обвинителската власт, дадовме шанса да сработи обвинителот, меѓутоа очигледно дека тоа не го стори, а моментот кога, ако мислите дека во моментот кога се случи овој трагичен настан, дека ние требаше во тој момент да донесеме одлуката за разрешување, сметам дека ви е погрешен. Истото доколку го сторевме пред поднесувањето на обвинението или за време на изборниот процес, исто така од вас ќе бевме обвинети за притисок и влијание на извршната власт, така што останувам на ставот, точно е тоа дека обвинителството се темели на хиерархија и субординација, меѓутоа јавниот обвинител на Република Македонија не е тој кој што ги работи кривичните предмети, обвинителските и кој што поднесува обвиненија. Тоа е апсолутно. обвинителите. Да, апсолутно се согласувам. Не е јавниот обвинител на државата тој кој што ги работи конкретно предметите. Но, значи, добро знаете, од таа хиерархија, кои се неговите надлежности, ингеренциите и дека многу работи зависат од она што и на начинот на кој што постапува и начинот со кој што раководи. Јас не сум слушнал досега од јавниот обвинител дека имал било каков притисок или било какво влијание од наша страна, од страна на извршната власт. Напротив, го оставовме целосно обвинителството да заврши предистражната и стражната постапка и да поднесе обвинение по однос на конкретниот предмет, кој што засегаше целата јавност. Јас само реков дека и тврдам дека одложувањето на неодредено време штети на угледот на целото обвинителство и дека тоа не е добро. И тука не можете, едноставно не се согласувам со тоа. Апсолутно се согласувам дека јавниот обвинител не е тој кој што конкретно работи предмет. Тоа сите го знаат. А што се однесува само во ова што рековте дека ние кога сме дошле на власт СДСМ дека веднаш сме пристапиле кон барање за разрешување на тогашниот обвинител, многу добро знаете дека тогаш причините беа многу конкретни, а тоа беше заради непостапувањето по серијата кривични пријави кои што беа поврзани со прислушувањата, со мобите и така натаму. Така да не може да се спореди тоа со ова. Овдека јас не видов ниту една конкретна причина зошто се покрена, но оставам, веројатно, владата, премиерот, сигурно има повеќе информации за конкретни причини зашто бара разрешување. Така да тоа е тоа. Ќе видиме. Ќе одговорите? Или јас да прашам? Можам да кажам дека причините се наведени во предлогот за разрешување кој што го доставивме и во него има Добро, тој ви го спореше, тие причини ги спореше Куцевски. Нормално е дека ги спори од негова страна, тоа е негово право. Меѓутоа има повеќе од доволно причини. Ево како една причина ќе ви кажам дека според мене, ако се прашувам јас, која што мислам дека е изоставена и од предлогот е дозволување, односно давање согласност за склучување на спогодба со врховниот судија Наќа Ѓоргиев кој што беше фатен со
мито во рацете и на кој што му беше изречена ефективна казна затвор, ако се сеќавам, околу 3 години. Дали тоа не е причина? Упатството со кој се нарушуваат принципите на хиерархија и субординација. Постапил спротивно на закон? Па, постапил според мене да, спротивно на закон. Затоа што еден врховен судија, ако му се дозволи да склучи судска спогодба. Добре знаете, согласно закон, кога обвинителството се согласува и може да понуди спогодба. Да, ама во предвид треба да има и кривичната санкција. Секако кривичната санкција. Има и низ други причини кои што Значи, се тоа е- наведени во предлогот и се согласно законот за јавното обвинителство. Сакам да затворам темава, бидејќи имаме и за Според. други многу работи да дебатираме. Само сакам да кажам дека да, Куцевски ги спореше причините, дека рече ако сте му нашле една непрофесионална и спротивно на закон одлука, дека тој самиот ќе си оди. Го парафразирам, сега не ми текла толку. Ќе има точно можности цитирање. во собрање да се Меѓутоа, во произнесе сите по него. интервјуа, вклучително и последното, кажат, вклучително и во ова студио тука, Не ни очекував дека да ги нема прифати политички притисок, причините. нема Да. врз него. Сакам околу бидејќи Јас не говорев за директен политички притисок, Да. мислам дека бев јасна во кој контекст го кажувам тоа. довербата. Така да, Ако да сватив, ако премиерот не му верува на јавниот обвинител, како да му веруваат сите други. Тоа ви е поентата. Така Јас е. сакам тука ми останавте должна за едно прашање апропо Куцевски, бидејќи веднаш почна дебатата меѓу вас. Сега јас знам вие ќе ми речете да тоа ќе се одлучи раководството и пратениците, сепак вие сте доволно искусна, прво и како правник, а потоа и како пратеник. Ставот на СДСМ, односно на вашиот лидерот на вашата партија, беше дека смената на Љупчо Куцевски е партизација на судството. Но паралелно цело време оттаму стигнуваат обвинувања дека истрагата што тој ја водеше за Кучани е селективна, дека власта преку него и преку истрагата се обидува и преку институциите да врши притисок, да заштити одредени функционери блиски до нив кои што според СДСМ се виновни и така натаму. Сега малку нели е апсурд. Треба да го гласат разрешувањето или не треба да го гласа? Работи добро или разрешување во партизација? видете, пред малку колегата спомна, значи зборуваме за првиот човек на обвинителството. Во предметот Кочани го работат има надлежни обвинители. 17. Ете Го така. работа, а сега го застапуваат 15. Така е. И сите тие си ја работа својата работа, се ги изнесуваат своите гледишта и прибираат докази, анализираат и нормално меѓу себе комуницираат и се консултираат што и како. Ако нивниот став и нивната одлука е таква, значи за во тој правец да се движи постапката и истрагата, тогаш не гледам како би можел, значи, толку да влие првиот човек на обвинителството. Тој ја координира целата работа. Но тој не врши директна анализа ниту прибирање на доказите. Оттаму, изјавите јас знам, да, точно е, и знаете добро дека беше сериозен притисокот и целата јавност на почетокот им се прашуваше зошто не се опфатени на почетокот не беа опфатени лица во истрагата кои што според јавноста навистина требаше да бидат дел. Дали ќе се покаже понатаму нивна одговорност или не, но секако требаше да бидат дел од истрагата, ако веќе се дел од истрагата лица кои што ниту имаат, ниту имале директна конекција со кривично-правниот настан. Ова студио 200 пати прашав зошто полицајците веќе од кобната ноќ не беа опфатени во истрагата. Токму од тој аспект беа тие изјави. Треба ли СДСМ да го поддржи разрешувањето на Куцевски или треба да гласа против него? Значи најпрво треба да Вие да треба да гласате, како би гласали? Значи најпрво треба да почекаме да дојде предлогот за разрешување во собрание и да се образложи предлогот и да се види се она што е во контекст на тоа барање и образложение. Не можеме, знаете како е, тоа е исто како да донесеме пресуда без да ги видиме фактите.
на тој начин не можеме да дискутираме и не би ни било во ред на тој начин, бидејќи не станува збор за Љупчо Коцевски, како лично станува збор за јавниот обвинител на државата. Пред да почнеме со дебатата во однос на пораките од Европската комисија, тука ќе направиме куса пауза за реклами. Продолжуваме со дебатата во 24 анализа. Мои вечерашни гости Снежана Калевска-Ванчева, председателка на правната комисија во СДСМ, и Елен Деребан, заменик министер за правда. И сега, пред 2-3 недели, не поздрави Брисел во извештајот на Европската комисија се вели дека Европската комисија оценува дека целокупната независност и финансиската автономност на судството се подкопани со мешањето и притисокот од други државни органи, вклучувајќи ги обидите на парламентот да извршат притисок врз членовите на судскиот совет да поднесат оставки покрај ограничувањето на финансиските средства. И вие чувствувате мачнина од одредени судии и обвинители ли? Ева, како зборуваме за извештајот, треба да имаме предвид дека тој не е оценка за една година или за една влада, туку станува збор за оценување на континуираниот реформски процес и нивото на институционална зрелост, како и подготвеноста на земјата да ги прифати овие долгорочни европски приоритети. Да, ама констатациите се од година до година. Секоја година имаме ние извештај. Да, меѓутоа Во минатиот извештај немавме констатација дека извршната власт се меша во работата на судската. Постојано имаме таква констатација и во кој момент од година дена владење на оваа влада извршната власт стигна да се меша во судската власт, дали со некои изјави или со интерпелацијата. Меѓутоа го занемаруваме фактот дека ние наследивме држава во која што не се почитува уставот и законите, држава во која нема правна сигурност, држава во која што имаме груба партизација на највисоките тела во судската власт, тоа е Судскиот совет и Советот за јавните обвинители, и држава во која довербата на граѓаните во судската власт е на мизерни 2%. Ние на граѓаните им ветивме дека ќе ја вратиме довербата во судската власт и не гледам причина од било каква, од една страна составот на тие тела кои што се партизирани, тоа е ноторен, општо познат факт, не е мешање на извршната во судската власт, а од друга страна интерпелациите треба да ги сметаме како мешање на извршната во судската власт. Останувам на ставот дека пратениците се представници на граѓаните, нас граѓаните не гласа за да ги департизираме овие тела. Ние во моментов како Министерство за правда работаме на реформските закони, меѓу кои и Законот за судски совет. Меѓутоа останувам на ставот дека ни актуелните важечки закони не се причина за состојбата во која што во моментов се наоѓа судскиот совет и што беше и причина за спроведување на оценската мисија, ниту пак новите законски решенија, колку и да се совршени, самите по себе се лек за проблемот, односно решение за проблемот во судскиот совет, туку таа груба партизација на ова судско тело е причината што го доведе судскиот совет во оваа состојба. Ке зборувам и за Законот за судскиот совет. Ке ви дозволам, само сакам некоја вака, имам неколку дилеми. Значи, вие не се согласувате со со констатациите во извештајот? Го прифаќаме извештајот и за нас извештајот е предизвик и ќе ги почитуваме забелешките кои што се содржани во извештајот. Не дека не се согласуваме, меѓутоа причината поради која што беа поднесени тие интерпелации е токму таа департизација која што треба да се... Добре, јас не изборувам конкретно, зборувам за оценката на мешањето. Вие прашувавте по однос на интерпелациите, ги споменавте и затоа по однос на тие интерпелации се не ли мислите дека изјавата на премиерот, тој секој ден има отворена војна веќе со судиите, јавните обвинители, доби писмо заедничко од... Видите, не е таа војна, ја пренасочуваме, значи изјавите од председателот на владата се по однос на законите за платите на судиите и јавните обвинители. Ке збориме и за тоа. Дали изјавата чувствува мачнина од одредени суди и јавни обвинители не е притисок врз судската власт според вас?
Или примерна изјава? Таа изјава Непримерна. дадена од причина што истите тие конкретни јавни обвинители ги саботира одредени истражни постапки и одредени кривични пријави кои што беа поднесувани од Министерството за внатрешни работи, каде што постојат цврсти докази за сторени кривични дела од одредени личности блиски до сегашната опозиција. И таа е причината за давање на таквата изјава. Добре, кога зборуваме за Законот за судски совет, малце подетално, да ми кажете дали конечно се прати во Европска комисија Законот за судски совет? Законот за судски совет е изгласан на знаеме дека владата помина. и Министерството за европски прашања е задолжено со заклучок истиот закон да го прати на мислење до Европската комисија. И покрај тоа што претходно овој закон ги помина филтрите во Венецијанската комисија. Значи не е пратено. Очекувам затоа што можно е да не е пратен од причина што истиот треба да е преведен прво, па после да биде пратен. Но не е спорно дека и од Европската комисија би добиле ние повратна информација за белешки и евентуални по однос на законот во рок од месец до 2. Што значи дека во следниот период треба да очекуваме дека тој закон ќе се најде во собраниска Добре, процедура. кога зборувам, бидејќи председателката кажа тука дека го чека законот за да ги предложи своите членови во судскиот совет. Ајде прво еден коментар околу Европската унија. Во овој извештај има поздрав и за СДСМ во однос на кривичниот законник. Ама ајде прво ова констатација од Европската комисија дека целокупната независност и финансиска автономност на судството се поткопани со мешање и притисок од други државни органи. Па, за жал, тоа е вистината и она што е наведено во извештајот, за жал е фактичка состојба во државата. И уште по-трагично е тоа што за прв пат имаме ваква експлицитни изјави во извештајот. Значи, до сега не се забележани во ниту еден извештај. Не велам дека во досегашните извештаи годишни дека било пофалено. Никогаш судството не било пофалено. Не било пофалено, но никогаш толку јасни, оштри забелешки, особено што се однесува за мешање на извршната власт, односно и на одредени власти во судската власт и подкопувањето на независноста на судството. Значи, предмалку говорев, она што предмалку го говорев, всушност е и во таа насока. Мислам, ние можеме да кажуваме приказки, но вистината е една, дека уставниот поредок и поделбата на власта на три независни власти, очигледно оваа влада, особено премиерот со неговите конкретни, директни изјави, но и постапки, меѓу кои постапката за интерпелација на членовите на судски совет, е директно мешање во независноста на судството. Значи, од друга страна, сакам да подсетам дека колегата вели, заменик министерот вели дека значи, ова влада ветила на граѓаните судство, владење на право, правда. Апсолутно. Јас се согласувам. И така треба да биде и секоја влада, на секоја влада треба да биде приоритет владењето на правото. Но дали ќе стигнеме ние до подобро, понезависно судство, значи поефикасно, поквалитетно судство, ако не превземаме чекори за реформи за кои што сме се обврзале, и само да ве подсетам, вашиот премиер стави подпис на реформската агенда и на патоказите. Значи, тоа не е нешто што СДСМ, предходната влада го направила, па сега ние можеме да го напуштиме и ќе имаме некоја своја. Не. Тоа е нешто за кое што оваа држава се обврзала, а се обврзал, значи, и вашиот премиер. Односно, владата се обврзала на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Сега велите дека, меѓу другото, дека Законот за судски совет, значи, бил поминат на влада, па не бил уште испратен, па се чекало превод.
Дали треба да ја подсетиме јавноста дека тој требаше, дека според реформската агенда и патоказите требаше да биде изгласан во јуни 2025 година. Тој закон беше во завршна фаза кога оваа влада дојде на власт и ги содржаше препораките од оценската мисија. И не само од оценската мисија, туку и оние со препораки и анализи кои што са самата наша држава дојде и самата експертска и стручна јавност дојде до сознание дека треба да бидат вградени во новиот закон за судски совет. Но вие доцните со еден од клучните закони, но доцните и со другите закони. 6 реформски закони требаше да бидат испорачани од Министерството за правда и донесени до јуни 2025. За реформските закони, сакам околу ова констатација на таа констатација, како може да немаме таква констатација кога премиерот се дрзнува да каже дека осеќа мачна, кога ги прозива судиите, ги прозива обвинителите, вели дека тие барале пари само за плати и тие им се многу, такви малициозни изјави. Па на тој начин не се гради довербата на судството, дека законскиот предвиден средства од буџетот 0,8, дека тоа било многу и дека не може тоа, бидејќи тие суди и обвинители не заслужуваат. Па не се тоа пари само за плати. Ке збориме за буџетот и гледам дека премиерот кој што и на крајот, мислам, само овде ќе завршам, Душица. Да. Значи на крајот малку беше тоа, па и откако стигне извештајот, дојдовме во ситуација да сега се прозиваат судии на Уставен суд. Значи, видите, бегаме прво надвор од темата, меѓутоа добивам впечаток дека вие заборавате дека пред 2 години, пред нецели 2 години, вие бевте на власт. И дека ние сите овие состојби ги наследивме токму од вас. И дека таа реформска агенда, тие закони, ги договаравте вие. Да ве подсетам што наследи СДСМ од владата на оценската мисија беше спроведена поради состојбата во судскиот совет која што ја направивте вие. Дека партизираноста на судскиот совет ја направивте токму вие преку негативна селекција, преку недоволно стручни соодветни кадри кои што се и затоа вие сега што треба да направите? Затоа ние треба да го донесеме законот за судски совет, меѓутоа не оној што го наследивме од вас, туку формиравме нова работна група која што ги имплементира препораките во законот за судскиот совет, организираше 5 стручни јавни дебати, од кои 4 на секоја апелационо подрачје, една во Врховниот суд. Да, ги добивте и од нашата правна комисија забелешките. Добивме забелешки, ви го доставивме, дел од нив и ги прифативме и се имплементирани во законското решение, оние кои што беа основани. Јас само говорам дека тоа можеше да биде порано, затоа што ние немаме веќе време за чекање. Јуни 2025 помина, а законот не е во собраниска процедура. Не е ни во собраниска процедура. Рокот за донесување на законот спрема реформската агенда е пролонгиран за јуни наредната година, меѓутоа законот за многу брзо ќе биде во собраниска процедура. Тоа значи дека ќе се доцни и со многу други, затоа што тоа е систем на сврзани садови, ќе се доцни со многу други работи. Тие законски решенија на кои што сугерирате, ќе дискутираме 90% од нив се однесуваат на законот за платите за судиите, закон за плати на обвинители, каде што се предвидува енормно зголемување на коефициентите на платите на судиите и обвинителите. А за судската администрација за јавно-обвинителската служба? Тие закони се готови, исто се во владина процедура. И другата е изборниот законник, за кој што знаете дека е потребен политички консензус. Знаете, јавноста е бомбардирана со тоа цело време дека се работи само за закон за плати на суди и јавни обвинители. Апсолутно не е точно. 4 до 5 закони се однесуваат на освен на судиите и јавните обвинители и на членовите на советите. И сега Европската комисија, освен што констатира дека извршната власт се меша во судската власт, ве поздравува, ја поздравува и државата, индиректно вашата влада и вашата партија, која што сега е многу гласна апропо состојбите во судството,
а е да и бара државата да усвои нов кривичен законник во согласност со законодавството и меѓународните стандарди. Прашањето ми е, односно констатацијата ми е, кредибилноста, за тоа и на почетокот кажав дека се обвинуваат власт и опозицијата, тоа дека вие се обвинувате кој е повиновен за тоа во каква состојба ни е правосудството во државата, а вие сте, вашата партија како опозиција многу гласна, вие сте партијата која што ги донесе скандалозните измени на кривичниот законник, во кој што во вода паднаа сите речиси, сите случаи на СЈ. И сега тука зборувам за кредибилност. Премиерот да, вели вака така, констатирано е мешање, чувства мачење и така натаму. И сега вие велите судството не чини, ама вие гласавте за КЗ. Знаете што... А тоа нанесе сериозна штета кога сакате прашајте јавен обвинител, судија, сите велат сериозна штета во тие постапки. Значи, владењето на правото, правосудството, правосудниот систем не е само кривичниот закон, односно измените на кривичниот законник, значи зборуваме за систем. Систем кој што треба да биде подобрен. Забораваме дека овој правосуден систем има има наталожени проблеми, сериозни. И факт е дека досега ниту една влада не успеала навистина да направи сериозен исчекор. Ама колку неспорно е. Колку ти измени пука во тој систем? Значи, беше беата статна систем. Да не заборавиме дека Ушто сега пак не ги барам. Околу 95 члена беа изменети, ако не се лажам. Знаете зашто зборам. И добро знаеме дека станува збор само 353. Така, за 353. Тоа е, јас не сакам и друг пат сум говорила во студио, мојот став е познат. За мене, јас уште кога прв пат беше тоа кривично дело вметнато, сум говорила јавно дека тоа е за мене бланкетна правна норма. И се што сакаш, и се што не сакаш, ти можеш да подведеш по злоупотреба на службена положба. И ние дојдовме во ситуацијата да обвинителите, кога не сакаат премногу да се задлбочуваат и да одат по конкретно кривично дело, 353 ми е тука, ќе заврши работа и по тоа дело ќе го судиме. А некогаш и нема да го судиме, али ќе се влечкаат постапките. Значи, не станува збор за неодговорност на функционери. Никој никогаш не рекол дека функционерите не треба да одговараат, напротив, ама треба да одговараат конкретно за своите постапки. Вашиот лидер се извини за измените на КЗ и најави нов кој што се уште не сме го виделе. Значи, новиот кривичен законник е почнат со работа и работна група, работеше сериозно веќе со години наназад. И тоа добро го знае. Саќе прашам до каде? Да. И тој кривичен законник, колку што знам, според реформската агенда требаше до декември 2025, ако не се лажам, да биде донесен. Сега е пак пролонгиран и тој рок, така? Сега, неспорно, нормално дека мора да биде пролонгиран, исто како со законот за судски совет. Но зошто? И изјавата, пазете сега, значи на тој закон работеа експерти. Затоа што не сакаме да го предизвикаме тоа што вие го предизвикавте со брзите зборуваме за целосно нов кривичен законник. Точно, затоа што станува збор за закон кој што е донесен во 96-та година. Има трпено еден куп број измени. Така е. Сега ако може... И потребата за нов закон беше констатирана многу одамна и не е спорно тоа. Делот негативните вие многу се буневте тогаш кога беа измените на кривичниот законник кои што беа во 23-та година беа донесени со злоупотреба на европско знаменце. Точно е дека имаше голем број на одредби, меѓу мислам екоцид и други одредби. Па 99% да, беа меѓутоа целта тие беа преземени од нацрт верзијата на кривичниот законник кој се работел во Министерството за правда, меѓутоа целта беше донесување на 353, односно намалување на кривичните санкции кај злоупотребата. И со што се јавните настана огромна
штета. И еве ако се Не сгрешува, надоместлива тогаш нека штета. се исправи сега. Не може таа штета никогаш да се исправи, мајќи го во предвид основното начело на кој што се темели кривичниот законник, а тоа е задолжителна примена на поблаг закон. Односно, доколку Јасно. законот се измени Да. еднаш или повеќе пати. Не мислев на тоа, ќе се секако примени. дека... И таа Мислеше штета на е измените на предизвикана, нов закон, до каде се? Измените на нов закон. Прво Како ние ќе, ќе како треба проуди? Прво беше формирана работна група паралелно со она која што работеше на кривичниот законник, на главниот кривичен законник, за измени и дополнување на кривичниот законник, кои што овој месец очекувам дека ќе бидат донесени во собраниска процедура. Со тие измени повторно се враќа кривичното дело злоупотреба при вршење на јавни набавки на штета на А до буџетот каде на е тој закон државните во средства. собраниска постапка? Тој дека? закон поради причина што треба итно да биде донесен, очекувам да биде ставен на собраниска седница преку група. Поминате на влада? А преку Нема да група поминам, пратеници? очекувам дека ќе биде преку група Сакате да пратеници, кажете за да преку во не скратена дојдеме во постапка? ситуација Уставниот суд да донесе одлука по однос на иницијативата, представката која што е Добро. поднесена против измените на законот кои што беа во 23-та година. И тој закон мора да се донесе. Значи, тоа ќе бидат... Паралелно со измените во делот на злоупотребата, ќе се направат измени и во делот на кривичните дела кои што се однесуваат на безбедноста на сообраќајот на патиштата, по однос на безобзирно возење и други дела, за да може целосна имплементација да се воспостави на системот проектот Безбеден град. Ги враќате истите казни истите запретени казни што беа кои што се укинаа со 353? Генерално да, со тоа што како што кажа колешката, поради обширноста на ставот 5 со кој што беше точно е тоа, ќе се согласам дека се манипулираше со тој член во кривични постапки, ќе се доде детален опис на тоа што се опфаќа под злоупотреба при вршење на јавни набавки. Исто така ќе биде воведена и новина и кај кривичното дело телесна повреда при вршење на семејно насилство, каде што имавме некои случаи во минатото кога жртвите на кривичните дела се откажува од кривично гонење, поради тоа беа носени ослободителни пресуди, сега повеќе нема да се гони по предлог на оштетената, туку ќе се гони по службена должност. И овие измени очекувам во многу брзо време да бидат донесени. Што се однесува до главниот кривичен законник е готов, меѓутоа во моментов се донесени 4 нови европски директиви кои што мора да бидат усогласени. Едната е директива за заштита на животна средина, директива за спречување на семејно насилство и насилство врз жени, директива за конфискација и предлог директива по однос на корупција и во дела по однос на корупцијата и сега вака како што и тие усогласени заедно кога ќе биде усогласено и ќе биде испратен исто така до Европската комисија. Мора да ги пратиме тие процеси од причина што ние сме претендент за членство во Европската унија и тој закон мора да биде пратен до Европската комисија, да не се случи да донесеме закон кој што нема да биде усогласен со европските стандарди и да треба повторно да правиме измени. Меѓутоа, како што кажав, кривичниот законник е донесен 96-та година, трпел десеттици измени, има инкриминации во други материјални закони кои што не се во кривичниот законник и потребно е донесување. Целосниот кривичен законник е тој што го работеше работната група под водство на академик Камбовски? Кој што беше почнат уште во времето на владата на СДСМ. Видите, донесувањето на ваквите закони мора да се почитува континуитетот. Факт е дека започнал пред 5 години изработката на тој законник и не е некој закон што може да се изработи во неколку месеци. Во моментов беше извршена ревизија, меѓутоа на тој закон беа некои измени и интервенции во тоа законско решение, но во периодот на изработка на тој закон кажав дека се донесени и нови европски директиви кои што треба да бидат. Значи до крајот на годинава ќе имаме измени на 353. Да, очекувам да имам.
Јас И како сега- што и толку сега многу се не се прашувам. расправавте во собрание кога се укинува, мислам сите партии, ВМРО и СДСМ, јас Не се лично согласуваме. очекувам исто така да не се расправата сите и да си ги гласате измените. Јас Чекувам само би прашала Ако се такви какви што треба, како што Ја само би сите очекуваме прашала да бидат. зошто, ако се навистина владата убедена, Министерство за правда дека се хитно потребни тие измени и не може да се чека на новиот кривичен законник, зошто да се оди преку група пратеници А не во преку скратена влада. постапка, а не да биде предлагач Министерството за правда. Од причина Мислам што- дека знаете, многу е лесно, цело време значи јас знам дека нели критиките се тие и политиката е таа, но сепак толку многу се критикува носењето на измените на кривичниот законник во 2023 година, а вие фактички го правите уште полошото. Не е точно. сега. Најлошото е она што, како што кажав, тие Како измени се јавноста ќе донесени знае. преку злоупотреба на европско знаменце и се оспорени пред Уставниот суд. Уставниот суд му има дадено рок на собранието и ние имаме обврска и сите пратеници во тоа собрание имат Неспорно. обврска да ги поддржат овие измени со цел да се не се причини уште дополнителна огромна штета во правосудниот Мене систем. беше прашањето само зошто за нив не стои Затоа што нема Министерството за правда време како предлагач. за спроведување на целата Ке процедура имаше преку време, владина ке и имаше. преку... Па како што се доцни со се, така се доцни со ова, Не е точно. така да тоа е тоа. Ајде малку, бидејќи немаме уште многу време, не ми го искоментиравте писмото од Врховен Сдружение на судии и од Судскиот совет. Господине премиер, веќе подолго време вашите коментари кои ги давате за судиите и судството да премина границата на доброто однесување. Па одамна е преминета. Па потоа за парите, бидејќи сакам да го цитирам Па- премиерот Мицковски вечер во интервју за 360 има став околу буџетот. Таа реакција од нивна страна дојде во онај момент кога се говореше за мачнината. платите на За ма- судиите и за јавните мачнината. обвинители, кога се осетија Да, кажем, јас посочени. искрено се изненадив, бидејќи ние релативно имаме не многу гласна судска фела во однос на јавни Меѓутоа, кога преписки. станува збор за Меѓутоа- платите и надоместоците, веројатно. Па добро, ова повеќе зборува за преминат на доброто однесување, преминавате границата и преминавте во неаргументирани и паушални Јас не напади. влегувам во причините за тој допис. Колку ќе се издвојува од буџетот? Премиерот најави самостоен буџет. А колку ќе биде тој самостоен буџет? Видете, ние сега во моментов Останавме во дилема колку ќе биде тој процент. правиме компаративни анализи, при што ги земам во предвид извештаите и препораките од ЦЕПЕШ и Дашборд, каде што Република Македонија издвојува скоро идентично процентуално од БДП, како и многу голем број европски земји, а некаде и повеќе. Истото се однесува и по однос на соседните земји, ако направиме компаративна анализа, затоа што издвојуваме повеќе и од Албанија, и од Хрватска, и од Словенија, по однос на проценти кои што се издвојуваат за буџетот. Според премиерот и од Германија. Ама БДП од 0,39 Немам и од Македонија со 0,3 БДП од Германија не е да исто. споредувате така. Не, ја премиерот споредува, ја не. И довербата на граѓаните во судството во Германија е 58%, а кај нас е 2%. Довербата на Значи- граѓаните во судството во Словенија е 41%, кај нас е 2%. И па Во Србија и во издвојуваат повеќе Хрватска е пари, над 20%. очигледно за да добијат поквалитетно Не, судство. имаме ние веќе пракса. Ево ќе го посочам специјалното јавно обвинителство, каде што само за петисани се издвојува десеттици илјади евра, каде што има неограничени буџети на доместоци, меѓутоа знаеме како заврши тоа специјално јавно обвинителство, односно тие А и нивне средства не влијаат врз било каква независност. А искрено судиите обвинители Колку пари ќе обезбедиме?
Ви Дали кажам имаме- дека ќе разговараме Да. и разгледуваме компаративна анализа. Од како се движиме од до ќе стигнеме ли до 0,8? Ќе видите во скоро време, ќе Не. ги дополнително согласно морам да нагласам дека согласно судскиот буџет, законот за судски буџет и законот за јавно обвинителство, председател на судскиот буџет и јавниот обвинител го предлагаат буџетот до Министерството за финансии, а Министерството за финансии го преговара тој буџет, при што Министерството за финансии ако не успее да се усогласи со јавниот обвинител и со председател на судскиот буџетски совет, до нив доставува известување на што тие одговарат со мислење и тие имаат право да ги застапуваат своите Па, права не и во да се- владина процедура и во собраниска Камбовски процедура. кажа пред 2 недели Меѓутоа, дека јас никој не ги прашал не за... памтам, Значи, не памтам не дека биле некој председател на судски консултирани. буџетски совет или јавен обвинител, ево сегашниот претходниот буџет приговарал, образлагал, а дополнително и да ве потсетам дека во голем број европски држави во судскиот буџет се опфатени бесплатната правна помош, која што обезбедуваме ние како Добро, Министерство за завршуваме. правда, средствата Сакам за Микалевска да каже нешто за пари. и по однос на надоместоците за неосновано лишување и Пред 2 осудување недели слобода. Камбовски председател на судски совет кажа дека воопшто не биле ни повикани на Апсолутно. анализа апропо буџетот на судскиот совет што би им бил потребен, на пример. Дали тие доставиле предлог? Вака премиерот вечерва во интервју за 360 вели јас сум одговорен кон парите на граѓаните што се трошат, како се трошат. Да има поделба на власта, немам никаков проблем јас со сето тоа, но истовремено имам право и јас да кажам свој коментар, никој мене не може да ме цензурира, не морате да се служите. Можете да бидете против. Јас ви кажувам дека мислам дека се соодветно платени за да испорачаат многу повеќе од тоа што го испорачуваат. Тие велат дека не е доволно. Нас не требаат асистенти, нас не требаат истражители во ред. Еве јавно им кажувам, направете список, кажете колкави се фискалните импликации. Со ребаланс во следната година ќе бидат надополнети тие пари. Не бараме ништо, еве само нека не информираат и едните и другите и ќе им прифатиме, нека ни кажат потребни ни се X парички ќе ги одобриме, вели вечерва на темата буџет и нови вработувања во судството и јавното обвинителство, премиерот Христијан А Мицкоски. како да се разбере ваква во изјава изјава? во интервју за 360 и секако ги повторно ги повторува овие бројки што ги кажавме 0,3 и 39. Значи вака, ние можеме да договориме до Сабајла дали треба да биде 0,2, 0,3, 0,8, но факт е дека законски е предвидено 0,8. Дали се обезбедени? Не се обезбедени. Дали тие 0,8 кога биле предвидени во законот, биле така предвидени или врз база на целосна анализа за системот, структурата, потребите на правосудството. Значи, ние мора да разбереме дека реформите во правосудството, испорачување на квалитетна, ефикасна правда, значи, независен судски систем, значи, бара средства. Не можете без средства тоа да го направите. Нека каже премиерот и владата дека нивната анализа покажува дека не треба 0,8 и нека поднесат измена на закон дека треба 0,1, но да и видиме аргументи. Ова не се аргументи, ова се факти. А премиерот треба добро да знае и владата треба да знае добро. За министерот за правда мислам дека не знам дали воопшто има министер за правда, па дали знае, тој воопшто не е ни битно, но колегата знае добро дека, и ми е драго што знае, дека средствата за правосудството значат да, плати за суди и обвинители, но значат плати за судска администрација, за судски службеници, стручни соработници, значат одржување на судски згради, значат дигитализација, за која што не зборуваме тука, а која што исто спомната во европскиот извештај, и сето тоа бара пари. Но има уште една работа. Не проговоривме дека ние со неспроведувањето на реформите за кои што премиерот вели дека нема потреба од такви реформи, така кажа, бидејќи биле само заплати на судиите, значи, ние
значи доведуваме во прашање дали воопшто значи ќе ги добиеме парите кои што ни следуваат од Европска унија и кои што се обезбедени пари, но на ваков начин тие пари, а тоа не се малце пари. И второ, ние велиме значи дека сакаме во Европска унија, но не сакаме реформи, а реформите се знае кои се, а сме се подпишале. И сме се Дополнително и согласиле. во реформската агенда, што е владен документ, точно по година се знае каде и во која институција колку треба дополнително каде. Таа анализа точно и секоја година, она што века нека кажат примерот, во сите извештаи на судски совет, на совет на јавни обвинители, значи сите судите, Врховен суд, анализи функционални постојат. Само треба некој да ги отвори и да види дали знае премиерот со колку проценти, значи колку е недостатокот на суди и колку е недостатокот на обвинители. Дали знае дека со години не се исплатени вештачењата? Како мисли премиерот да имаме правда ако ние не можеме да обезбедиме вештачење, не можеме да ги платиме вештачењата? Добро. А за истражните центри, па застанавме на 3. Ива, според реформската нели треба да се доекипира до крај на година организираниот и застанавме на 3, а и тие 3 не се целосно. Ве молам, заврши зборот. Кратко. Да одговорам на прашање или Прашањето е дека ева ова што го зборува премиерот да се каже до каде што, конкретно според реформската агенда се знае колку и каде по години треба да има вработување, екипираност и така натаму. Така е. по однос на вработувањата, да, точно и тука ќе се обезбедат согласности, ќе има до екипирање, особено по однос на дефицитот и потребата од стручни соработници, дактилографи и други стручни служби во судовите и обвинителствата. Вели еден дактилограф делат не знам колку суди. Да. Може да се случи и во во судови кои што исто така имаат пренатрупаност по однос на суди. Истото се случуваше при изборот на суди од последната генерација на Академијата за суди и јавни обвинители, каде што има несогласување со судскиот совет, каде што уште не знаеме што ќе се случи со таа последна генерација. Уште никој не треба знае. да се обратите до Академијата за суди и јавни обвинители. Па не е баш така, а тоа е многу сериозно прашање. Ама немаме време за тоа да го отвараме се. Затоа што, значи, јас прашам како рачунаме и за колку време рачунаме да надополниме она што недостасува реално според анализите. Значи, имаме алармантна ситуацијата со обвинителствата, но и со одредени судови. Влеговме во дневникот со кога владата ќе одговори на прашањето од Страсбург за апликацијата на Гордана Јанкуловска? Владата има рок, мислам, до месец март да одговори на апликацијата. Ако добро знам, затоа што тоа е работа на Бирото за застапување пред Европскиот суд за човекови права. Меѓутоа имаме голем број на наплив на нови апликации на одговор доставени до Бирото. Бирото ќе ја земе во работа таа апликација и нормално дека ќе одговори. Ништо коментар да прифатената апликација не е конечна одлука. Прифатената апликација за Гордана Јанкуловска за сите пропусти според нејзиниот адвокатот за нефер судење. Бидејќи речиси недела и пол молчеше СДСМ, ама потоа имаше нешто дека во оваа фаза не е ниту потребно, ниту етички да се коментира. Апсолутно, бидејќи таа апликација, мислам, знаеме што значи Европскиот суд за човекови права и конвенцијата, повредите, ако имало повреди согласно одредбите од конвенцијата, значи тогаш тоа е тоа. Но во оваа фаза не можеме да говориме бидејќи во оваа фаза само формалниот аспект се значи допуштеноста, роковите и така натаму. Од таму не е во ред да коментираме сега. Ние скоро на секоја седница на влада имаме 2 до 3 точки кои што се однесуваат на информации на изгубени предмети пред Европскиот суд за човекови права. Особено по однос на повреда на право на фер судење и повреда на право на судење во разумен рок. Уште една тема за друга дебата во овој состав. Ви благодарам што вечерва бевте дел од Знаете колку такви имаше во времето на СДСМ, што ви благодарам.
Тоа е тоа. Почитувани, ви благодарам на вниманието.